Меѓутоа изземањето да кажат веќе кредитот во износ од 1,8 милиони евра. Посебно интересно да се види како се движеле овие загуби изминатите десетина години односно во говорот за добивање за власт. За информација на јавноста, во 2005 година овие загуби изминуваа само 40%. Значи тогаш нема поголема цена на водата, немавме ликвидити од КФ банката, немавме скада систем, а регистрираните загуби во 2005 година на испорачана наспроти фактурирана изнесува околу 40%. Така директори видите ги извештаите 2005 година, видите дека е така. Најверојатно да. Во 2007 година, според моите податоци, да се начисто, во 2005-та биле наработени 13,9 милиони метри кубни, испорачани 13 милиони метри кубни, а фактурирани 7,7 милиони. Нормално, кога вас фактурираат и ви падне на 6,3 милиони, немојте да очекувате дека загубите ќе ви се намалат, напротив. Цаката е во значително помалото фактурирање во однос на 2005 година. Да викам, проверете си податоците и видите дека не се измисли. Во 2006 година загубите скокаат од 1000 до 55%, 2007 околу 50-тина, па тука некаде се движат до 57,8 до 2009-та, околу 50 и нешто 60-тина проценти 2010-та до 2011-та, за сововедувањето на скада системот, конечно да паднат околу 50-тина проценти, тука да се зацементира. Иначе, бидејќи директорот рече дека на Балканот е прифатливо и во Југоисточна Европа загубите да бидат од 50-60%, дека не е ништо страшно определение се на такво ниво. Официјален податок е дека во Хрватска просечните загуби на вода изнесуваат 40%. Може би не е баш Асти Балкан, тоа е квази Балкан. И нешто што ние, ако ништо друго, во првата фаза би требало да се стремим. Светската банка иначе препорачува и прифатлива загуби на вода до 25%. Европската унија има уште поголем филтер и очекува загубите да бидат подносливи до 15%. Дека во Германија, Данска и Јапонија, според нивната методологија, загубите се движат околу 10% и тие се прифатливи за потрошувачите и за јавното предпријатие. Никој не вика дека ние треба да изкупиме Германија и Јапонија, и тоа ако ништо друго, кога веќе ќе вложите милиони денари со зголемување на цената на водата 80% и плюс скоро 2 милиони евра за унапредување на системот преку кредит, очекуваме барем да паднат на 40%. Оно што мене посебно ме загрижи е тврдењето на директорот дека тие ги знаат, затоа што ние ги знаеме причините за загуби. Се работи за време трајањето на лоцирање одредени парови и време трајањето на интервенцијата дека се санира проблемот и стекувањата се големи. Се работи за неконтролирање пуштање на водата од страна на совесни граѓани одредени делови од градот. Се работи за класично крадење на водата. Меѓутоа, ние немаме анализа, нема никаков елаборат да лоцира кој од сите овие, а може и некои други причини, со колку процент учествуваат во загубите за вода. Ако мене ме прашуваат, ако ништо друго, со овие средства што го гледа на располагање на водата, требаше таа анализа. Зошто? Затоа што ако имаш анализа, ќе знаеш каде е проблемот. Ако знаеш каде е проблемот, не можеш и на некој начин да предвидиш
приближува индивидуалността на менеджерски екип от водовод, който е речен това добро сите от прилика тук нивото около 50% да е припадливо ниво или са други зборови. Ние нема нищо да направиме, за да намалиме ова ниво на закон. Това не му доликува на менеджерски тим на явно предприятие на нашия град. Правим аз така и идея на работа. Що се отнесува пак до азбестните цепки, според податък, който го имам, когато дискутирахме завършната сметка от 2015 година, 2016 все още не сме поминали. Водоводната мрежа въобще на Битола все още е тогаш. В този момент имаше 19 км според кажуванията на Маджарска екип. Аз да снимце. Имайки го преди дека в 2004 да тие беа около 50 км. Това значи дека за 11 години са заменени само 31 км или 2,8 км годишно. Да, до 2004. Сега се останати 19 км. Иначе, за ваша информация, вкупната водоводна мрежа, която мене беше кажено дека има во Капитола по моментот присвојување на завршната сметка 2015 година изнесуваше 416 км или како што каже колегата пред мене, околу 4,5-4,6% од вкупната мрежа отпаѓа во тој момент се уште на азбестните цепки. Тогаш ви беше кажено дека општина Битола процентуално има најмалку азбестни цепки на ниво на Македонија и дека ние со тоа треба да се протеаме. Оно што јас во меѓу време го направив е да се обидам да дознам во Скопје колку има. Па излезе дека во Скопје во тој период имале само 20 км азбестни цепки, се уште не сменети. Од вкупна водоводна мрежа од 1300 км или само 1,5%. Далеко од тоа дека Битола е лидер во замената на азбестните цепки. Овие податоци се изгубани од интернет. Не можам 100% тврдам дека се работи за точни, меѓутоа имајќи го преди дека се работеше за стручни текстови, очекувам дека сепак имаат некоја тешки. Што е поинтересно е што скопска на ова домаќинствата плаќаат со 17,25 денари по метар. А ние, после покачувањето, плаќаме со 24,25 денари по метар. Или Битола има околу 40 или отприлика 40% поскапа вода за домаќинствата, за разлика од Скопје. Това би било тоа. Се сакала да е возможност директорот да одговори на овие работи. Тоа ќе биде